Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Под силно полициско обезбедување утринава државниот политички врв положи цвеќе пред вечното почивалиште на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Се уште не е лоциран дефектот во водоводната мрежа, поради кој Фалише и Сарачино веќе трет ден немаат вода за пиење. Шарпланина се загадува, но никој не се казнува. Разновиден отпад несовесните граѓани фрлаат каде ќе стигнат. Под силно полициско обезбедување утринава државниот политички врв положи цвеќе пред вечното почивалиште на македонскиот револуционер Гоце Делчев по повод 151 година од неговото раѓање. На одбележувањето политичарите од власта ги заобиколија новинарите, додека лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ во изјава рече дека е срамота да бидеме робови на својата држава. 4 февруари, денот на раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Утринава под силно полициско обезбедување државниот политички врв го одбележа со положување цвеќе пред вечното почивалиште на Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. На 151 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев како дел од државната делегација присуствуваа председателот Стево Пендаровски, потоа делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски, министрите за внатрешни работи Оливер Спасовски, за одбрана Славјанка Петровска, за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, како и делегација од Собранието. Панихида одржа поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан, кој говореше за ликот и делото на Делчев. На одбележувањето политичарите од власта ги заобиколија новинарите, додека лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ во изјава рече дека е срамота да бидеме робови на својата држава. По делегациите пристап до гробот на Делчев има и граѓаните откако мораа најпрво да ја поминат полициската контрола. Инаку на одбележувањето на годишнината од раѓањето на Делчев во Скопје беше најавено и присуство на групи бугарски државјани. Се уште не е лоциран дефектот во водоводната мрежа, поради кој тетовските села Фалише и Сарачино веќе трет ден немаат вода за пиење. Од работната единица Водовод при ЈКП Тетово вела дека посветено се работи на откривање и решавање на проблемот. Веќе 3 дена жителите на Тетовско Фалише и Сарачино немаат вода за пиење. Од работната единица Водовод при јавното комунално предпријатие Тетово посочија дека станува збор за дефект во водоводната мрежа, но затоа што се уште не е откриен, состојбата со недостигот на вода останува актуелна. Станува збор за многу стар водоснабдителен систем, кој од реонот на Калник Палчиште преку Брвеница се протега до Фалише и Сарачино, долг над 12 километри. Проверен беше воздушниот вентил кај Фалише, сменет е истиот, но не е проблемот во тоа. Пробавме долж трасата да најдеме дефект, да нема пукнатина, да нема извирање некаде. Немаше таква пукнатина. Не е проблемот ниту во пумпата кај бунарот кај Калник. Проблемот е на потегот над Брвеница во правец кон пумпната станица кај Калник Палчиште. Сега тоа ќе се работи, ќе се провери тој дел од трасата, вели раководителот на работната единица Водовод Љулзим Шакири. Според Шакири, таа водоводна линија се протега преку обработливи површини и полиња, па има веројатност како во неколку наврати досега, дотокот на вода во цевките да е прекинат поради корења во цевководот. Не е пукната цевка затоа што прави прелив, ни враќа вода назад и значи има или физичко затнување поради тиња, камења или корења, или воздушен джеп. Второ, некако има влезено воздух и не може да помине водата. Не е метална цевка, туку е салонитна и не може со метал детектор да се открие по трасата. Па затоа ноќе не можеме да работиме и да бараме каде е дефектот. Мислевме дека е воздушен вентил кој сметаме дека е расипан. Го сменивме, но проблемот не се реши и затоа продолжуваме со работа, дополнува Шакири. Инаку, поради дотрееноста на водоводниот систем кој ги снабдува со вода селата Фалише и Сарачино, честопати се случуваат дефекти и прекини во водоснабдувањето.
Шарпланина се загадува, но никој не се казнува. Разновиден отпад несовесните граѓани фрлаат каде ќе стигнат. Тетовските инспектори ќе ги засилат контролите, а набрзо и со мобилни камери ќе ги откриваат сторителите. Мини депонии постојано никнуваат од двете страни на реката Пена кон местноста Бањиче и кон Калетово Тетово. Разновиден отпад од пластика, мебел и слично, иако се поставени табли со надпис забрането фрлање смет. Граѓаните кои пешачат кон овие рекреативни места велат дека се загадува природата и дека често пати гледале како несовесни граѓани дури и со возила доаѓаат и го истураат сметот. Пешачи може почепути на кикала, кој пролазим стално е со џубрес. Ова е лошо многу за природава. Треба ми свест да имамо граѓаниве што правиме со природава. Опште не знаеме да го користиме природава прво. Она ни дала све богатство, све. Стварно многу убаво на кикали да се прошета и да се види. Кој не бил нака дој нака види да прошета, баш ќе види каква е природата загадена. Има од доле кај ќе фати, па нема ки што нема депонија. Жалосно е. Стварно е жалосно за природата. Граѓаните, институциите, што треба да се направи? Па, мало треба да презема институциите, доле гледам има стајно табла забрането фрлење на ѓубре, ама не се поштува тоа. Значи, па, свест таки граѓаните. Па и тие што јат нагоре го фрла. Што да им преш? Тоа е. Треба така природава се. Па не е убаво, ама народот нема се несвесно го работи тоа, не знам зашто. Треба ли казни да има? Па би требало. Кој се фати да се казни, тоа е. Тоа е за нас тоа, не е за други некои. Самите ние си го правиме тоа да ни биде загадено. Од Општинскиот инспекторат велат дека иако преземале мерки, сепак досега немало казни, затоа што немало доволно инспектори за животна средина. Сега тимот се комплетира и во следниот период најавуваат засилени контроли, особено на критичните места каде најчесто се фрла смет. Со мобилни камери ќе се откриваат несовесните граѓани. Ние вршиме контроли секој ден и во текот на зимата заради загадувањето инспекторите имале на ден да вршат по 3 вонредни контроли заради загадувањето и заради овие депонии што имат. Некои депонии сме фатиле луѓе што фрлат со камиони, со трактори ѓубре. Многу од нив земале пак ги вратиле на првобитна состојба. Уште малку ни треба да се екипира као треба секторот. Имамо и нешто побарано од градоначалникот, некои превентивни мерки што ќе ни овозможи за да биде во контрола сите места. Например, као градот Скопје имат мобилни камери што поставуваат на места кај може да биде депонија и врз основа на тие ние ќе ги контролираме кој каде фрла и ќе имамо повише информации да бидеме во тек со проблемот. Инаку состојбата е слична и долж течението на Пена, особено во долниот тек на реката каде состојбата е најалармантна. Кој и со која причина гради дивоградби? Според председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска, со оваа пракса државата сама себе си ги подкопува темелите за некој да профитира. Значи, има едно урнисување на јавниот интерес преку продажба на државно земјиште и тоа по багателни цени, по 1 евро. И тоа навистина е многу алармантно, затоа што после тоа има случај, има после тоа случај кој што државата повторно се го откупува тоа земјиште што го продала за 1 евро заради јавен интерес, поминува пат или не знам што. Значи, кој е тој доушник што на некој му кажал купи од тука државно земјиште, па ќе го продадеш после на државата за поскапа цена. Еве сега се чудиме што да правиме. Значи пуно е Маврово со дивоградби, Трница, Попова шапка, Галичица. Значи и што ние да правиме ако државата не заземе став? Еве, ние ќе дадеме иницијативи за одговорност, за кривично гонење, за се. Меѓутоа,
не одлучуваат понатаму надлежните институции, што значи дека државата еднаш треба сама со себе да расчисти што ќе се случува со дивоградбите. Законот, знаете, се донесе во собраниска процедура, претседателот него подпиша, се врати назад. Ние исто така организиравме јавна дебата во однос на дивоградбите и многу јасно кажавме, дадовме препораки на кои што би требало и мора да се почитуваат ако сакаме државава да ја ставиме некој ред. Меѓутоа, еве, уште гледаме дека нема ништо на бела виделина, а дивоградбите си продолжуваат. Сега, еве, наскоро утре ќе имаме седница и ќе кажеме што се случувало во општина Чаир и како никнала една дивоградба во овој најскор период, иако законот вели дека ги признава за легализација дивоградбите до 2011. А сега ова се случува во последно време и општината дава дозвола за легализација. Па на што личи тоа? Ова не, значи државата самата себе си ги подкопува темелите на кои што треба да стои. Пациентите со цистична фиброза денеска одржаа протест пред владата. Со транспаренти, со надписи "Имаме право на лек", "Здравје е основно човеково право", "Сакаме лек, а не комодитет" и "Ретки сме и постоиме". Поддржани од стотици граѓани побараа уште еднаш да им се обезбеди модуларна терапија и соодветни услови за хоспитализација. Според податоците од статистиките, во Македонија има околу 130 пациенти со цистична фиброза, а голем дел од нив се млади и деца. Можам да предпоставам како им е на сите тие родители и на сите тие партнери кои што исто така имаат партнер со цистична фиброза. И дома имам двомесечно дете, значи мислам дека пред да го родам не знам, не можев ни да замислам воопшто како е за вас родителите пред се кои што ги имате овие деца. И не можам да замислам која болка ја носите во себе и колку на вас само ви значи што сте сите овде. Збор за ретка мултисистемска болест која опфаќа повеќе органи. Најголемиот проблем настапува во белодробието, односно се ствара густ и леплив секрет, кој е добра подлога за бактерии и да се прават инфекции кои го оштетуваат и белодробието, но ги оштетуваат и другите органи, страда панкреасот, црниот дроб. Голем проблем се јавува во дигестивниот систем, репродуктивниот систем. Главниот проблем со кој се соочуваме, всушност се неколку проблеми, односно хоспитализацијата за пациентите со цистична фиброза. Од 1 октомври пациентите требаше да се префрлат во одделот за пулмологија и алергологија, возрастните кои се над 18 години. Децата во детска клиника, меѓутоа услови се уште не се создадени по тертипот на услови кои се за пациенти со цистична фиброза во светски рамки признаени. И исто така голем проблем е немањето на соодветна современа терапија. Децата уште со почеток на примање на ваква терапија би имале навистина едно безгрижно детство, а возрастните не би имале толку чести хоспитализации како што е примерот досега. Според истражување на Галуп, 42% од граѓаните би заминале од земјава. 42% од македонските граѓани би заминале од земјава доколку им бидат обезбедени сите потребни документи. Најголема подготвеност да заминат покажале помладите и оние со повисок степен на образование универзитетско, покажуваат резултатите од истражувањето на Gallup International Association. Процентот на граѓани кои би сакале да заминат од земјава е повисок од светскиот стандард, кој изнесува 36%. Ако пак се погледнат земјите во регионот, голема подготвеност за имиграција над светскиот просек покажуваат испитаниците од Босна и Херцеговина, каде 48% се изјасниле дека би заминале во странство. Во Грција тој процент е 40%, а во Косово 39%. Во светски рамки истражувањето покажало дека 1 од 3 граѓани сакаат да се иселат од својата земја, а особено младите луѓе со економски потешкоти се меѓу потенцијалните мигранти. Анализата на резултатите од истражувањето покажува дека главни
главниот фактор за мотивација за емиграција е просечниот приход во земјата, односно колку е тој поголем, помала е желбата за заминување и обратно. Анкетата на јавното мислење, информираат од ГИА, е спроведена во 57 земји, а вкупно биле интервјуирани 54.329 лица на глобално ниво. Во земјава, Брима, членка на Gallup International Association, го спровела истражувањето со телефонска анкета на национален репрезентативен примерок од 800 испитаници на возраст над 18 години во текот на август 2022 година. Почитувани гледачи, тоа беше саботното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!